Почитувани представници на медиумите, оваа пресконференција е посветена на презентација на планот за раст на економијата на Република Македонија. Го поканувам председателот на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, да ги презентира основните столбови на планот за раст на економијата. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Владата на Република Македонија отпочнува процес што обезбедува подобар животен стандард за сите наши граѓани и услови за раст на економијата и бизнисот. План за економски раст, за квалитетен животен стандард на граѓаните. Тоа е називот на документот со кој што се обврзуваме да создадеме реални шанси за инвестиции, извоз и конкурентност на предпријатијата, со што ќе отвараме можности за повисоки плати и нови работни места во Република Македонија. Се водиме од 6 принципи, врз основа на кои создаваме реален амбиент за остварување на планот за економски раст во Република Македонија. Прво, ослободување на приватниот сектор од политичките стеги. Создаваме услови деловниот амбиент да биде ослободен од политички притисоци и репресии и клиентелизам. Второ, транспарентност на политиките при нивното спроведување. Овозможуваме транспарентни услови и критериуми по кои што секој инвеститор ќе може да избере пакет што најмногу му одговара за неговата инвестиција, со цел најефикасно да ги искористи поволностите и поддршките што му следуваат. Трето, неутралност и недискриминација и еднаков третман на домашните и странските инвеститори. Обезбедуваме исти услови за инвестирање и работа на предпријатијата и потенцијалните инвеститори. Домашните предпријатија се многу важни. Важни се и квалитетните реални странски инвестиции. Ќе ги насочиме политиките и кон нивно поврзување, со што ќе овозможиме успешна работа на фирмите и компаниите. Четврто, добра координација при спроведувањето на одделните политики во рамките на индустријската политика. Транспарентност и еднаква стартна позиција на сите субјекти се можни само ако обезбедиме добра координација во спроведувањето на утврдените политики и соодветни критериуми. За тоа ќе се грижат сите одделни институции од системот вклучен во планот за раст на економијата на ист начин. Нема фаворизирање, селекција, протекционизам. Пето, ефикасност и ефективност на политиката. Од мерење на ефектите од овие политики очекуваме сериозни индикации за тоа дали сме на вистинскиот пат или има одредени отстапувања. Тоа ни дава можност веднаш да реагираме со соодветни мерки. Шесто, следење и постојано мерење на резултатите. Важни се крајните резултати. Не е доволно да ги поставиме само принципите и критериумите. Ќе го мониторираме процесот до крајните резултати. Така ќе имаме насока парите на граѓаните на Република Македонија да ги вложуваме на вистински начин за да даваат вистински резултати. Завршено е со нетранспарентното политичко водење, со нетранспарентните принципи, протекционизам, фаворизирање, селективност во пристапот, привилегии што се одраз на еден друг систем, со кој што граѓаните кажаат дека не се согласуваат. Ниту пак е добро за државата. Затоа што ние сме одговорна влада. Во реализацијата на ова нова стратегија за раст на економијата и за подобар стандард на граѓаните, свесни сме дека вложуваме пари на граѓаните. Тие се акционери во оваа иницијатива. Ним треба да им ги испорачаме резултатите кои што ги очекуваат. Резултатите ќе ги постигнеме доколку ги оствариме приоритетните цели на новата економска политика на владата за индустријски развој на Република Македонија. Ова се нашите цели во интерес на граѓаните и на Република Македонија. Прва цел – пораст на приватните, странски и домашни инвестиции. Сите инвеститори се добредојдени. Искрено ги повикуваме да го инвестираат својот капитал во Македонија, зашто ќе добијат еднакви шанси
и можности во државата. Ветивме дека ќе се грижиме и ќе вложуваме во домашните предпријатија. Веќе одвоивме пари за поддршка на домашните предпријатија. Ќе се грижиме и за странските инвеститори. Политиките на отворени врати, засилената добрососедска и регионална соработка и добрите односи со земјите членки на Европската унија и НАТО, треба да знаете дека веќе ги даваат првите резултати на зголемен интерес за инвестирање во Република Македонија. Создаваме стабилна бизнис клима и одржлив економски модел, што Македонија ја позиционира како крајна и стабилна бизнис дестинација за инвестирање. Втора цел – пораст на вработеноста. Државата создава реални услови за нови сигурни работни места и за повисоки плати за граѓаните. Во планот за економски раст креираме мерки со кои што финансиски ќе им помогнеме на компаниите да отварат нови, добро платени работни места. Трета цел – пораст на ефикасноста, продуктивноста и конкурентноста на приватниот сектор. Обезбедуваме мерки за мотивација и за поддршка на унапредување на квалитетот на производите и услугите на компаниите, за дополнителен раст на продуктивноста, како владина поддршка за инвестицијата за квалитет на производите. Ќе ги поддржиме фирмите храбро да влезат во изработка на проекти за нови инвестиции и нови производи, да станат конкурентни со фер шанси на европскиот и на другите пазари. Четврта мерка – зголемување на извозот и регионалната деловна поврзаност. Создаваме успешна економска клима со која што Македонија фаќа чекор со западноевропскиот развиен свет, таму каде што природно гравитира и припаѓа. Кога ќе погледнете нанапред во иднината, секој ќе треба да ја види Македонија како сериозен генератор на домашниот, но и на регионалниот економски развој. И тоа мора да представува наша заедничка цел. Со реализацијата на овие мерки очекуваме зголемување на учеството на извозот во вкупниот раст на бруто домашниот производ, но и промена на структурата на извозот кон поголем опфат на домашни производи, суровини, материјали и услуги. Нашата земја го заслужува тоа на економски план. Следна цел – пораст на материјалната благосостојба на граѓаните и пораст на бруто домашниот производ. Со поддршката на инвестициите, на извозот и на малите и средните предпријатија ја отвараме спиралата на покачување на платите. Го направивме првиот чекор со зголемување на минималната плата и при тоа значително внимание посветуваме на стабилноста на бизнисите паралелно во овој проект. Инсистираме на пораст на платите како еден од двигателите на економскиот раст. Со одредени првични мерки ги намаливме трошоците на граѓаните, со што ја зголемуваме куповната моќ на граѓаните и го подобруваме животниот стандард. Нашата цел е да ја зголемиме и конкурентноста на приватниот сектор. Така ќе се забрза економскиот раст и граѓаните ќе почувствуваат подобрување на животниот стандард. Чекор по чекор кон целта, растот ќе создаде нови работни места и тоа добро платени работни места. Центарот на планот за раст на економијата и за повисок стандард на граѓаните, реков, се инвестициите, извозот, конкурентноста. Тоа ќе го направиме со фокусирање на овие глобални области. Остануваме на определбата да понудиме атрактивни програми со јасни критериуми, еднакви за сите, за привлекување странски директни инвестиции. Зборот е збор. Во иста линија на приоритетите, како и странските инвеститори, е и нашата определба за пораст на инвестициите на домашните предпријатија. Обезбедуваме мерки и програми за поттикнување на браунфилд инвестициите. Ќе ја поддржиме секоја иницијатива за промоција на извозните потенцијали и пораст на сеопштиот извоз. Во фокусот на мерките за поддршка ги ставаме малите и средните предпријатија. Тие се двигател на економијата. Максимално ќе ги помогнеме оние мали и средни предпријатија кои ќе влезат во инвестиции за подобрување на енергетската ефикасност,
оние кои ќе ги патентираат своите производи, како и оние кои воведуваат информациони системи и поттикнуваат иновативност. Определивме и дополнителна посебна финансиска поддршка за подготовка на развојни проекти, за деловно поврзување, за воспоставување трајна деловна соработка на малите и средните предпријатија со странските инвеститори и домашните поголеми компании. Унапредување на инфраструктурата, нови инвестиции во патната, железничката и енергетската инфраструктура мора да се гледа како на вложувања кои ќе се вратат со многу поголема придобивка за бизнис, заедницата и за граѓаните. Подготвивме сеопфатна програма за подобрување на опкружувањето за деловно работење. Македонија ќе се препознава како пријателска земја за бизнис, во која како такви ќе се препознаат и мерките за прилагодување на образовниот процес и на програмите на факултетите кон потребите и барањата на стопанството. Со планот за економски раст развиваме економија која што се создава на здрави основи и придобивките од тој економски раст се за сите подеднакво, и за граѓаните, и за стопанството. На овој план, заедно со мене, работеше економскиот тим во владата, министрите од економските и финансиските ресори, економските советници од мојот кабинет, за што им благодарам и им честитам на трудот и резултатот. Му давам збор сега на заменик председателот на владата, задолжен за економски прашања и координација на економските ресори, Кочо Ангјушев, да даде повеќе детали за најважните мерки од планот за раст на економијата и за подобар, поквалитетен животен стандард на граѓаните на нашата земја.